Формирана е Општинската комисија за проценка на штетите врз земјоделските површини, настанати од обилните врнежи кои придонесоа за изливање на реката Вардар во село Раутинце. Информираше денес градоначалникот на општина Јегуновце Димитар Костадиновски. По извршената проценка, која се предвидува да трае 10 дена, записниците треба да поминат на Општинскиот совет, а потоа ќе бидат испратени до второстепена комисија за обештетување, дополни Костадиновски. Ние како локална самоуправа, согласно нашите надлежности, постапивме, формираме денеска комисија која од денес е на терен, ќе бидат посетени секое домаќинство, секоја земјоделска површина која зафатена од ова невреме и тие записници ќе бидат проследени во општината, ќе бидат пресметани и поминати на советот, со тоа што нашата надлежност и нашата обврска туја ја завршуваме и ќе бидат после испратени до владата, односно до второстепена комисија која е за обештетување на вакви случаи, и се надевам и апелираме дека владата ќе најде можност и време да одвои, да ја посети општина Јегуновце, надлежните институции кои се како Министерството за земјоделие, животна средина, дали Министерството за транспорт или било кој од владата дојде, посети и самите видат на лице место што е проблемот и у иднина овие наши сограѓани бидат обештетени. Увид во поплавените места денес изврши и Цветан Трипуновски од ВМРО ДПМН, кој како главна причина за поплавите ја потенцира неажурноста на централната власт, првенствено во поглед на чистењето на речното корито на Вардар. Тоа мораме да го потенцираме дека е како резултат на неажурноста на власта, тоа е реалната состојба, затоа што еве како прво подружницата на водостопанство во Тетово нема директор кој што треба да биде функционален. Реката Вардар, коритото на река Вардар последниве 6-7 години не е практично пипнато да се регулира, да се очисти, да се тргне вегетацијата за да може протокот да биде нормален и нормално одводните канали на територија на Јегуновце кој што е надлежност на водостопанство практично не се ичистени. Таа една ситуација доведува до ваква несакана појава, односно поплувување на домовите и земјоделските површини. Власта врз основа на тие проценки на штети да ги обештети жителите, односно земјоделците на територија на општина Јегуновце, затоа што сепак треба нивната екзистенција да продолжи понатака и нормално да се засукаат ракавите и овие регулација на овие корита на реката Вардар и на одводните канали да се очистат час поскоро, за да не се во иднина многу скоро од сега се најдеме во една ваква несакана ситуација. Проблемот со поплавите од реката Вардар во општина Јегуновце е децениски. Жителите и локалната самоуправа долготрајно решение гледаат во помошта од UNDP преку проект за регулација и чистење на речното корито.